Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: проекти и активности реализирани во 2021 и планови за новата година. Интервју со градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Општината ги пренамени дворовите на две училишта во Тетово во паркинг простор. Таму граѓаните ќе можат да паркираат бесплатно. На шеталиштето крај Вардар во Гостивар беше промовирана монументалната скулптура Метафора на слободата. Во интервју за телевизија Кисименада, градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари зборува за проектите и активностите реализирани во 2021 година, како и за плановите на локалната самоуправа за новата година. Господине Таравари, ви благодариме што издвоивте време за овој разговор, во кој сакаме да направиме едно резиме на 2021 година и да откриеме нешто за плановите на општина Гостивар за 2022 година. Добро, ви благодарам пред се за можноста. 2021 година беше изборна година и секогаш кога има изборни години, барем 2, 3, 4 месеци од таа година одат на празно, да речам. Проекти кои што се реализираат, меѓутоа со полно пречки, посебно кога се работи за општина која што е опозицијска. Меѓутоа, сепак имаме полно работи за да кажеме што направивме во годината што помина. Пред се ќе кажам за инфраструктурата. Асфалтирани се нови патишта, бекатонизирани одредени патишта во различни населби, села, низ градот. Исто така, работено и со канализација, посебно ќе ги набројам канализацијата во село Чајле, каде што завршивме, дефинитивно заврши. Започнавме со канализација во населбата Млаки, која што беше проблем 30 години и веќе од вкупно 5 километри канализација, 1 километар е завршен. Се надевам 2022 ќе продолжиме и ќе завршиме. Исто така во село Чегране, кај што 30 години е проблем канализацијата, завршивме и таму, направивме повеќе од половина, околу 17 километри се завршени од вкупно 27-8, ако не се лажам. Меѓутоа, главниот потек останува 2022 да се заврши за да почне да се користи таа канализација. Што е многу битно и важно за мене е Горна Банјица, село кое што исто така никогаш не имала канализација и веќе, иако е останато уште 400-500 метри до завршување, меѓутоа веќе луѓето ја користат повеќето, освен тие 500 метри што се оставени, ја користат канализацијата и тие граѓани од тоа село се многу благодарни за тоа. После 30-40 години ветување им се реализира желбата да немаат јами по своите куќи. Исто така би кажал дека 2021 го почнавме и физибилитетот за аквапаркот, кој што беше наше ветување 2018 година. Меѓутоа не можевме да изнајдеме човек кој што би инвестирал и сега имаме повеќе заинтересирани луѓе, бизнисмени кои се јавени и се заинтересирани да инвестираат, кој очекуваме физибилитетот, така да во 2022 година се надевам ќе ги поминеме сите процедури кои што се административни за да се почне да се изгради евентуално при крајот на годината и 2023 година гостиварчани веќе да имаат аквапарк. И нормално со водоводните цевки ќе продолжиме да ги менуваме одредени азбестни цевки низ градот, иако да не речам околу 10-15 километри се сменети, меѓутоа има уште што треба да се сменат. Паркот до општината гледате се реновира, идната година планираме да направиме и уличката кај што беше киното во општина Гостивар, да биде како една уличка која што потсетува на старите времиња во Гостивар, кај што нема да се движат автомобили, туку ќе биде како, да речам, уличка за кафетерии. Улица музеј. Како улица музеј или како улица на кафетерии со специјални камења на подот на улицата, со убави светла и
места за седење и 2023 година планираме да започнеме и со плоштадот, уредување да земе друг изглед плоштадот на градот. Ја планирам 2022 и 2023 година да бидат повеќе инвестиции низ градот, бидејќи во кампањата 2021 година има многу критики дека сум инвестирал многу низ селата, а сум го запоставил градот, така да овие 2 години планирам повеќе да сработиме во градот. Приоритети на 2 улици кои што ни се априори први ќе ги започнеме се патот кој што кај што е ресторан Игнација до Мак Петрол, која што е една од полошите патишта од кој што се излегува од Гостивар. И вториот пат е Дебарски пат, тоа што е пред Ајкен центарот и центарот за аутизам. Значи, од Дебар кога се влегува во Гостивар, практично влезот и излезот од Гостивар, тие ќе бидат двете улици кои што први ќе започнеме да ги работиме во 2022 година. Нормално, центарот за аутизам, вие знаете, тоа беше мој сон од како станав градоначалник и веќе тоа е реалност. Ние планиравме пред нова година да ја пуштиме во употреба. Меѓутоа, поради одредени работи кои што задоцнеа, посебно поради изборите кај што навистина застанавме 2 месеци, се надевам дека некаде 2, 3, 4 април е ден на деца со посебни потреби или деца со аутизам. Се надевам тој ден ќе го искористиме за да направиме и свечено отварање на центарот за аутизам. Градоначалник, зад нас е пандемска година која што реално ги осиромаши граѓаните, удри по локалната економија, долгот на општината се зголеми. Како и со кои мерки и планови ќе го надминете сето тоа, сето таа криза што го опфати не само општина Гостивар, туку целиот свет? Да. Значи, пандемијата така е направи проблеми, економски проблеми секаде. И во владата, и во Бугарија, и во Грција, и во Србија, и во Албанија, и во Македонија, и по општините, и во Гостивар, нормално. За разлика од другите општини, ние не престанавме со инвестициите, мислевме дека треба да се продолжи да се инвестира. Приходи општината генерално има од урбанистички планови, од инвестиции што се прават во урбанизмот. Оваа година планираме и со даночната управа во општината да почнеме и да ги бараме од граѓаните да плаќаат даноци, нели? Општината ги пренамени дворовите на 2 училишта во Тетово во паркинг простор. Таму граѓаните ќе можат да се паркираат бесплатно. Граѓаните ќе можат да ги паркираат своите возила во училишта во Тетово, каде поради зимскиот распуст нема настава. Од јавното предпријатие Градски паркинг на социјалните мрежи објавија дека од денеска дворот на основното училиште Лирија и гимназијата Кирил Пејчиновиќ ќе биде бесплатен паркинг за автомобили, а до кога ќе трае оваа одлука дополнително ќе известат. Овие локации уште денес беа преполни и се бараше место повеќе. Тетовци велат дека на градот му требаат повеќе паркинг места. Како не треба, многу биле, Тетово е метропол, треба, да. Дали се доволни досегашните паркинги? Не, ни мал, апсолутно. Не, апсолутно. Треба му каде, треба да отворат градоначалниците то. Каде се паркираат граѓаните возачите? Па има нешто, ама мало, не ги фаќа. Тетово е многу голема, со селото, со полого што го викат. Многу голема е. Градот Тетово е голем град. Има потреба од паркиралишта. Општината има сезонски, зонски паркирања. Тоа е една добра работа, а возила има повеќе. Има потреба од паркиралишта, има. Недостатокот на паркинг места и гужвите во сообраќајот беа најзабележителни за време на новогодишните празници, кога имаше голема фреквенција на возила, како со тетовски, така и со странски регистерски ознаки. На шеталиштето крај Вардар во Гостивар денес беше промовирана монументалната скулптура Метафора на слободата, дело на гостиварскиот скулптор Джезаир Реджепи. Шеталиштето покрај Вардар во Гостивар да се претвори во уметничко катче.
Тргнувајќи од оваа идеја, гостиварскиот уметник Џезаир Реџепи создаде монументална скулптура и ја предаде на општината, која ја постави на кеот. Проектот е реализиран со подршка на Министерството за култура и општина Гостивар. Делото носи наслов Метафора на слободата, а официјално беше промовирано денес во присуство на уметници колеги, представници на локалната самоуправа и пријатели. Идејата зегува од тоа дека во Гостивар има многу уметници, но нема многу уметнички дела во отворен простор. И од тука ме натера, значи да мислам од каде да извадам финансии, од како да го реализирам едно дело, како што е ова монументално. И јас конкурирам нормално во Министерство за култура и добив проект, после тоа поддржан и од општина Гостивар. И еве денеска промовираме едно дело што е уметничко дело, вајарство. И чекам да влие низ врз амбиентот, кејот Вардар, и се надевам ќе се инспирират и другите уметници. За поубав амбиент во градот и издигнување на културното ниво, ова нека биде мотив и други уметници да прават слични проекти, порача председателот на Советот на Гостивар Валбон Лимани. Се надеваме дека ова ќе биде поттик за другите гостиварски уметници да и понатаму тие направат вакви дела кои ќе им ги подарат на градот и на гостиварците. Џезаир веќе оваа скулптура и ја пренесе нам на општина Гостивар и нам на гостиварци како граѓани на општина Гостивар, и се надевам дека и понатаму ќе имаме уметници кои ќе подарат исто вакви скулптури со самиот чин ќе го разубават нашиот град. Џезаир Реџепи е роден 1983 година во горнореканското село Тануше. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Тетово, а работи во Конзерваторскиот центар во Гостивар. Имал неколку самостојни изложби, а редовно учествува на домашни и меѓународни ликовни колонии и уметнички манифестации. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот лишиле од слобода 42 годишникот Тетовско село, кој еден час пред тоа во семејната куќа физички ги нападнал сопругата, малолетната ќерка и неговата мајка. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 18 часот и 20 минути полициски службеници на оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 34 годишник од Гостиварско село, кој претходно околу 15 часот во стан во Гостивар физички ги нападнал 23 годишната сопруга и нивните две малолетни деца. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка и против него ќе следува поднесок. Вчера околу 17 часот во СВР Тетово пријавено е дека се случила сообраќајна несреќа на автопатот Гостивар Тетово во близина на клучката за Жеровјане, а во која учествувале 3 патнички моторни возила, Ауди со хрватски национални ознаки управуван од 48 годишникот Тетовски Пирок, Мерцедес со гостиварски ознаки што го управувал 20 годишник од Гостиварско Сенокосе и Опел исто така со гостиварски ознаки управуван од 55 годишникот Тетовско Боговиње. Во несреќата со патничката од Опелот од Гостиварско Дебреше се здобила со тешки телесни повреди, а возачот и уште еден сопатник од истото возило се здобиле со телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, каде што биле пренесени за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Ракометната репрезентација на Македонија ја забележа третата победа во подготвителниот период откако го совлада Израел со 31-28. Ракометната репрезентација на Македонија продолжува со подготовките за настапот на Европското првенство во Унгарија. На третиот контролен надпревар нашите ракометари ја забележаат третата победа, откако во Скопје го совладаа Израел со 31-28. Селекторот Кирил Лазаров и на овој надпревар експериментираше со составот и шанса за настап им даде на сите ракометари кои беа во официјалниот записник.
На овој дуел Лазаров ја имаше улогата само на селектор и не влезе во игра, а не настапи ниту Пешевски кој поради сезонскиот вирус подоцна започна со тренинзи. Надпреварот со Израел го отворивме лошо. Гостите на стартот поведоја со 4:1, а ние во комплетното прво полувреме се обидувавме да ја достигнеме предноста на противникот. Првиот дел заврши во корис на Израел со 15:14. Слично започнавме и во вториот дел, а гостите предноста ја одржуваа до средината на второто полувреме. Тогаш заигравме поангажирано и не само што успеавме да го преземеме водството, туку и дојдовме до убедлива предност од 4 голови. Оваа предност успеавме да ја задржиме до самиот крај на надпреварот, кој го добивме заслужено со 31:28. Најпрецизен во нашата селекција беше десното крило Ненад Костевски со 5 погодоци, додека Филип Талевски, Цветан Кузмановски и Филип Кузмановски по 4 пати стрелаа во мрежата на Израел. Претходно нашите ракометари 2 пати беа подобри од селекцијата на Кувајт во Маврово. Последниот контролен надпревар пред Европското првенство, репрезентацијата на Македонија ќе го одигра денес повторно против Израел. Европското првенство во Унгарија и Словачка за нас започнува на 13 овој месец од дуел против Словенија. Продолжуваме против Црна Гора 2 дена подоцна, а групната фаза ја затвораме со дуел против Данска на 17 јануари. Македонија надпреварите на континенталниот собир ќе игра во Феникс арената во Дебрецин. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!